Добро вечер во 360 степени. Ресорот финансии е жешко столче во секоја влада, особено ако на власт доаѓате советувања кои подразбираат сериозни буџетски зафаќања. Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска досега подпиша еден ребаланс на буџет за тековната година и еден предлог буџет за 2025 година, кој неодамна беше усвоен од владата и веќе влезе во собраниска процедура. Очекувано станува збор за буџет со најголем обем досега, кој предвидува расходи од околу 400 милиарди денари или 6,5 милиарди евра. Тоа во апсолутни бројки е за околу 600 милиони евра повеќе од буџетот за оваа година. При тоа владата предвидува дека дефицитот или парите што сака да ги потроши, а не може да ги собере од даноци, царини, придонеси и други такси, ќе изнесува околу 670 милиони евра. Зашто и како ќе се трошат овие пари и како ќе се обезбедат, вечерва ќе разговараме со Министерката за финансии и подпредседателка на ВМРО-ДПМН Гордана Димитриевска-Кочовска. Добре дојдовте во 360 степени. Благодарам на поканата. Прво ќе почнам со темата за пласирањето на парите кон бизнисот. Ветивте дека 250 милиони од 500 и колку што досега позајмивте од Унгарија ќе одат кон бизнисот. Зошто досега немате договор со банките? Каде запнавте? Не сме запнале никаде и ова е многу интересна работа. Еве додека бев во Брисел, слушам повторно и се јавуваа банкари, велат да не има нешто што ние не знаеме, а го разбираме преку новинарите. Нема апсолутно никакво запнување. Значи, ние во континуитет одржавме неколку состаноци со банките, при тоа нели повеќе преку Македонската банкарска асоциација, затоа што тие се нели како легитимен најде представник, да кажеме, на банкарскиот сектор. Премиерот најави дека и оваа недела ќе имате уште една средба. Да, ќе имаме уште една средба во недела, веќе е договорено во Министерството за финансии на која што ќе присуствува и премиерот, и тука е да ги дефинираме конечно, значи, условите. Сега, што подразбира, да речеме, тема на дискусија или на некој начин зошто порано не сме завршиле? Не е дека не сме завршиле порано, најпрво чекавме нели да се префрлат парите, да легнат на сметки и да видиме како ќе ги префрлиме кон развојната банка. При тоа, ние зборувавме дека каматната стапка е 3,25% и таа ќе остане. Значи, целта на владата е каматната стапка да биде таа по која што ние сме го земале кредитот. Добро. И тука имавме дискусија околу тоа дали банките ќе учествуваат на некој начин во субвенционирање на каматната стапка, иако сакам да кажам дека до сега, од 2011 година па навака се повлечени повеќе од 650 милиони евра по различни кредитни линии за кои што каматната стапка ја субвенционирала државата. Секогаш. Премиерот сакаше да оди еден чекор понапред, бидејќи нели постојано банките се на удар од аспект на тоа дека имаат високи профити и така натаму. Сакаше да постигнеме некаков договор каде што и банките малку би преземале дел од трошокот на да кажеме на свој грб за да учествуваат во помош, да кажеме, на стопанството во насока на тоа малку повеќе да ги раздвижиме инвестициите. Министерка, ма реално ли е тоа да очекувате, да речем, такво непазарно, некомерцијално однесување од банките? Видете сега, секоја компанија треба да има малку и општествена одговорност, а банките пред себе бидејќи имаат големи профити. И сега на состанокот кој што го имавме, и ова морам да го кажам, банките генерално кажаа дека не би се согласиле да субвенционираат дел од каматата и рековме во ред на крајот од денот, ако не може, нели ние не правиме нешто поразлично од тоа што било која претходна влада го направила. Но целта беше нели малку да ја поделиме, да речеме, таа општествена одговорност. Ајде, владата има обврска, но да учествуваат и банките. Сепак во целата таа ситуација се појави одредена банка која што на посебен состанок кој што го имала со премиерот кажала дека е спремна да учествува со дел од субвенционирањето на каматата. И токму од големите три? Ја не би откривала сега ништо повеќе од тоа. Сакам само да кажам дека во тој дел веќе има банка која што би превземала дел од трошоците и како резултат на тоа нели ќе го имаме состанокот во недела врз основа на кој што конечно ќе утврдиме што понатаму. И единствена разлика околу која што дискутиравме повеќе време беше рокот на отплата. Добре. Јас ги разбирам.
за рокот на отплата, ова што ми го кажувате дека една банка е подготвена, што би значило тоа сега за другите банки? Токму затоа сакаме да седнеме сите заедно и да разговараме. Нашата цел не е да работиме, например, со една банка. Ние ги сакаме сите банки. Теоретски може само преку таа банка да се пласираат сите Ако на пари? крајот не се согласат другите или како и да е, може, мислам, тука нема ништо спорно, но не е тоа целта на владата. Добро. Целта на владата е сите банки да учествуваат. Ние не сакаме да работиме, например, само со една банка. Сакаме сите банки да учествуваат, да кажеме, во ова. Зошто? Затоа што, внимавајте, целта наша е и оние клиенти кои што банките си ги имаат како постоечки клиенти и кои што се заинтересирани да земат и од оваа кредитна линија, да се земат преку постоечката банка кај што се. Да не направиме сега да трчаат од една банка во друга и Сега така околу натаму. рокот на отплата. Тоа што вие го имате како услови со договорот со Ексим банката на Унгарија се 3 години грейс период и 12 години рок на отплата. Сега под какви услови ќе бидат пласирани кредитите кон компаниите? Тука е нештото околу кое што до некаде можеме да ги разберам банките заради нивните интерни процедури, процедурите кои што им се поврзани со мајките банки, да кажам, бидејќи се најголем дел нели странски банки, и тие имаат различни услови на да речеме период на отплата на кредитите во однос на тоа што ние го даваме како можност, но токму нашата цел беше кредитирање на приватниот сектор на 15 години за да се повеќе охрабрат да инвестираат во смисла на тоа дека ќе имаат помали рати за плаќање во годините. Знаете, кога Кој имаат е вообичаениот циклус кај банките? 10 години? 10 години е максималниот. Сега видете, некои банки прават исклучоци, но до 10 години. Меѓутоа еве и тука исто така една од банките вели дека може да прифати и по други услови да Истата банка? Која што вели дека? Истата банка, да, истата банка, така да затоа уште еднаш сакаме да седнеме и да поразговараме. Пак ќе кажам, нашата цел беше најмногу во делот на периодот на отплата на кредитите. Затоа што даваме на 15 години, 3 години грейс период, поголема комоција на компаниите, и кога разговаравме со банките, дел од ни велат, ама каков е тој бизнис кој што нема поврат, например, за 7 или 10 години. Се согласуваме околу тоа, но затоа до сега имаме и толку малку инвестициони одлуки. Нашата цел е да се охрабрат повеќе да инвестираат. Приватниот сектор се плаши, поголем терет кога има се плаши. Сметаме дека со помало оптеретување годишно, поготово во првите 3 години грейс период, ќе ги охрабриме многу повеќе. Добро, ама другите услови, да речем, во делот на обезбедување на кредитите си остануваат стандардни, така? Да. Сега банките наплаќаат, да речеме, еднократни провизии кога ги одобруваат кредитите. Што со тој трошок? Ние велиме дека се треба да влезе во рамки на 3,25 каматна Има стапка. подготвеност кај банките тоа да се прифати? До оној момент кога зборувавме, значи од аспект на субвенционирање и така натаму имаше. Сега ова се нови моменти кај што велат дека дел од нив се спремни да превземат и дел од трошоците, да видиме во недела конечно што ќе се договори. А можно ли е тој трошок да падне повторно на товар на државата, на буџетот? Не. Во 3,25 има доволно. Значи ние можеме да им понудиме услови исто како што биле претходните кредитни линии кои што ги користеле, или да се договориме да превземат и он дел и банките дел од трошоците. Уште малку на оваа тема. Ова ќе бидат кредити за инвестиции, така? Да. Едно време велевте дека услов ќе биде компаниите за една година да покажат раст на производството за најмалку 5%, но не како сума, парична сума, туку како количина на произведено. Останувате на тоа како услов? Јас мислам дека да. Тоа справедливо е тоа, може да се мери. Секако дека може. Ве прашуваме од овој аспект, некоја компанија можеби ќе сака да инвестира во сосема нов производ. Предпоставувам дека да, а меѓутоа видете компанијата може да остварува и да инвестира и во нов производ, но ние ќе ја гледаме целокупната, да кажеме, работа на компанијата. Е сега за нова компанија со скрос нов производ, да кажеме, не нова како компанија, дејност, тоа е сосем друго. Но оставете во недела кога ќе разговараме со банките, ќе ги додефинираме сите услови тогаш. Добро, околу проектите за општините.
Во јавните настапи зборувате за обезбедени 100 милиони евра за поддршка на проекти, инфраструктурни проекти за општините за тековната 2024 година. Но ако се види ребалансираниот буџет за оваа година, таму имате предвидено некаде околу 75 милиони евра во неколкуте ресори кои што се надлежни. Зошто се уште зборувате за 100 милиони евра за општините? Затоа што имаме во функција на држава исто така обезбедено пари. И ова многу пати го повторувам и сега еве ајде искористиме приликата да објасниме како течат работите за да биде јасно на сите. Не, Значи, дали треба да сте пофери, покоректни, бидејќи еве ајде сега да ја отвориме до крај темата. Вие велам имате околу 75 милиони евра, вие велите и во функција на државата имате плюс пари и така натаму. Но реално, бидејќи рековте дека ќе плаќате по реализација, вие до крајот на годината многу помалку, дури од 75 милиони евра ќе реализирате. Во таа смисла, кога велите имаме 100 милиони евра за општините, дали е тоа коректно комуницирање на информацијата со јавноста? Во таа смисла ве кажувам. Видете, ако разговараме на тој начин, тогаш да се прашаме 33 години како се комуницира. И јас се согласувам. Ако го гледаме така, многу е дискутабилно зашто така ги комуницираше секоја претходна влада бројките. Има многу голема разлика помеѓу јавните набавки и планирањето на јавните набавки и буџетот. И тука треба сите да се согласиме. Но законот, така велат претходните министри за финансии, подразбира дека кога планираш одредена инвестиција, мораш, или било каков договор, мораш да ги имаш предвидено парите во буџетот. И сега јас се согласувам, смешно е, но они велат мора да ги имате планирано. И ние сме ги планирале. Дали ќе се реализираат или не, ќе видиме до крајот на годината. Ама и вие сте свесни дека нема да се реализираат, нели? Бидејќи голем дел од постапките уште не се ни почнати. Така, но за да ги распишат, велат мора да ги имате планирано. И ова е една од темите која што, значи, планирам да ја разговарам во периодот кој што следи кај нас се US Treasury ни помагаат во делот на новиот систем, сакам малку да поразговарам и со нив. Ова е нешто кое што, например, мене ми е комплетно нејасно како економист и во годините претходно. И кога сум била директор за финансии во тогашно ЕЛЕМ, исто важеше правилото парите да ги обезбедиш и после тоа да распишеш набавка. И сега ако ја распишуваш во септември набавка, свесен си дека до крај на година не можеш да ги сега зависно од типот нели на набавката, некогаш има еднократни ќе го купиш нештото, да го исцрпуваш целиот договор, завршува до крајот на годината. Но ова е сложена проблематика со која што очигледно никој министер за финансии до сега не сакал да се замара, ама јас сакам тоа да го внесеме во новиот систем кој што ќе го имплементираме. Дека прецизно видов, да речам, до сега се склучени договори во износ од околу 65-66 милиони. 4 милиарди и 100, јас. Така, 66, нешто повеќе од 65 милиони евра. Тоа е помалку дури од 75 кои што јас ги спомнам како посебни ставки во подпрограмата. Ама имаше нели услови под кои што општините требаше да ги исполнат за да можат да аплицираат. Имате ли базична проценка до 31 декември колку од овие пари ќе им префрлите на општините? Бидејќи рековте, ние на наменска сметка пари не префрламе, не сакаме да ни спијат таму парите, ние ќе ги вртиме, ќе ги трошиме и кога ќе има потреба ќе ги префрламе по реализација. Сега колку од тие пари реално ќе им ги префрлите на општините? Не можам да знам, значи нека завршат со подпишување на договорите да видиме. Видете, различно е, например, ако зборуваме за инфраструктура во насока на тоа пат да се направи многу побрзо и бидејќи како зборувавме ние. Станува збор за проекти кои што се комплетно готови и за кои што нели по склучување на договорот веднаш може да се работи. И сега вие ако зборувате например за одреден пат, многу побрзо ќе оди реализацијата, но ако зборувате за доградба на некој училиште, веќе тука и затоа не можам однапред да кажам ништо, да ги видиме договорите. Пак се враќаме на првичното прашање кога велите 100 милиони евра за општините оваа година, а до крај на годината реално прашање 20-30 милиони, дали реално ќе им префрлите, колку е тоа фер во комуникацијата со јавноста? Ви го одговорив прашањето исто како што мислам, нема апсолутно никаква разлика во нашето однесување, ги следиме законите такви какви што се.
И претходните министри, како што се ги напишале и ги следеле, истото го правиме и ние. Вели, средства во буџетот мора да имате обезбедено за да распишете јавна И сега набавка. вие нема да ги потрошите тие сите, зашто ќе ги потрошите другите, бидејќи мора да ги потрошите до 31 декември, нели? Разликата меѓу 75 еве и 30 45 милиони, зашто? Видете, прво нигде не пишува дека мора да ги потрошите. Ќе го Апсолутно не намалите мора. дефицитот. Можеме да го намалиме дефицитот, но ќе видиме сега имаме пуштено допис до институциите да видиме значи што очекуваат до крајот на годината и врз основа на очекувањата до крајот на годината ќе видиме дали ќе направиме една прераспределба ќе има сигурно во рамки на буџетот, но да видиме колку ќе се потрошат и дали ќе се потрошат сите средства. Имајќи во предвид дека има многу доспеани обврски, очекувам дека до крајот на годината голем дел од средствата сигурно ќе бидат потрошени. Но за други намени, за други цели. За други намени, други проекти кои што можеби со побрза реализација оделе во периодот. За истиот проект, тоа е ваше предизборно ветување, рековте 250 милиони евра секоја година ќе одат за инфраструктурни проекти за општините. Колкава сума е предвидена во буџетот за 2025 година? Исто толку и сега повторно Исто толку во која смисла? 250 милиони евра. Значи мора да ги разбереме работиве. Законот е јасен. Министерот за финансии не може да префрла пари директно до општините. Мора да оди преку некое ресорно министерство. Ако во овој момент ги прашаме ресорните министри колку на следниот повик ќе учествуваат општините со одредени проекти кај вас, пример министерот за транспорт и министерот за образование, не знаат. Кога не знаат што јас да планирам, односно како од функции на држава да ги спуштам парите и каде да ги носам. Тоа е одговор на прашањето и претходно, што вие гледате 75 милиони, а ние велиме 100 милиони се предвидени. Ние средства обезбедуваме, меѓутоа, не можеме да ги спуштиме по министерства, се додека не добиеме прецизна пресметка кое министерство колкава потреба има. Еве, знаете последно дека Министерството за животна средина дури помалку средства побара, затоа што првично, согласно некои анализи кои што ги правеа и комуникација со општините што ја има, велеа ќе потрошиме толку и толку ни требаат средства за да може да се објават тендерите. Излезе дека после повикот имаат потреба од дополнителни средства, значи не им се доволно. И сега ние дополнително треба во прераспределбата да им обезбедиме средства на Министерство за животна средина. Јас сега однапред како да ги распределам, во кое министерство колку пари да дадам од тие 250 милиони евра. Јас видов дека вие делумно сте предвиделе оквирно некакви суми. Така, еден дел за да можеме да ги отвориме програмите. Околу 80 на милиони евра мислам дека имате предвидено така по ресори. Повеќе се. И уште 100 имате на друго место, немате 250 предвидено во буџетот. Имаме 250 милиони евра предвидено и тоа сигурно е најодговорно го тврдам. Меѓутоа, додека не завршат повиците, да видиме што ќе се случува, јас не можам да ги спуштам средствата. 250 милиони евра се средства кои што ние сме ги ветили и ние ги имаме. Не можам ја да ги немам, како можам да не ги обезбедам во рамки на буџетот. Морам да ги обезбедам. Меѓутоа ви кажав, ќе ги спуштиме во моментот кога ќе помине повикот и кога ќе знаеме каде точно колку средства. Сега обратно па да речам, ако ние во моментот спуштиме подредени министерства врз основа на наши некои проекции, им даваме можност буџетите на тие министерства да бидат поголеми и после тоа, не знам, без, ако се нема поголема контрола, можеби ќе објават некој друг да речеме тендер. за тековната година ги гледав бројките, имате повеќе од 50 милиони евра во транспорт со ребалансот предвидени за оваа подпрограма АА за финансирање на инфраструктурни проекти на општините. 50 милиони евра транспорт до крај на година за таа намена веројатно нема да потроши. И сега тие пари ќе си останат кај транспорт, па тој, не знам, ќе може да плати за Бехтел, Јенка и така натаму, или? Вака, министерствата на крајот на годината парите ги чуваат на една сметка, тоа е буџетската сметка. Не може парите да лежат по посебни сметки. Што е различно од она кога зборувам за сопствените сметки што ги има. Тоа е сосем поразлично, тогаш парите лежат на нивни сметки и не ги гледаме во рамки на буџетот. Сега,
до крајот на годината, доколку има одредена прераспределба во рамки на која што ќе се изреализираат одредени инвестиции или независно други обврски, тоа ќе биде предвидено во прераспределбата. Доколку останат, буџетскиот дефицит ќе биде со помал процент реализиран, но ќе се пренесе поголемо салдо за следната година. Во исто време, ние не мора да се задолжуваме, бидејќи вие ако го погледнете и јавниот долг до крајот на годината ќе видите дека поприлично е понизок во однос на тоа што беше проектирано. Зошто е тоа така? Затоа што ние и сега не се задолжуваме на домашниот пазар така како што беше првично планирано. Го имаме кредитот унгарски со 3,25%, во исто време имаме и буџетски суфицит во месец октомври, што остава простор да не мора да се задолжуваме со такво темпо кај домашните банки, доколку има потреба, ќе се дозадолжиме за да го оствариме оној буџетски дефицит кој што е проектиран. Но ако на крајот нема потреба од истото, тогаш нема да го реализираме. Уште само едно прашање пред да одиме на другата тема. Од 500 милиони евра колку што позајмивте и ги добивте досега од Унгарија, 250 чувате за кредити за бизнисот. Да. 250 милиона рековте ќе бидат за општините. Но при тоа рековте парите не ги префрламе на наменски сметки и ќе ги користиме во тековните потреби. Тоа значи дека сега тие пари се веќе дел од масата со која што располагате? Не. Буџетска? Не. Се уште стојат затоа што немаме потреба во овој момент од користење на средствата. Очекувам конкретно месец ноември и декември можеби да има потреба, бидејќи ќе се појават тогаш потреби од реализација, верувам на дел од договориве, верувам дека дел од министрите ќе почнат да работат. Кога станува збор за општините, на тоа мислам. И како резултат на тоа очекувам дека ќе почнеме да користиме дел од средствата, но исто така. Но тогаш каде е тука објаснувањето или логиката поврзана со тоа дека ние тие пари ќе си ги користиме, а нема тие се пак стојат негде. Тие не се ставени во функција тие пари. Сте погледнале колку треба да ни биде салдото пренесено за следна година на пари? Не. 506 милиони евра. Значи јас со толку треба да влезам следната година. И зошто го направивме тоа? За да бидеме сигурни дека месец јануари ќе имаме доволно средства за не да е Боже, еве, под предпоставка дека нешто може да излезе од контрола. Ова беше пред да договориме втората транша од унгарскиот кредит. Не знаевме како ќе бидеме ликвидни за отплатата на обврзницата во јануари и така со ребалансот на буџетот ги предвидевме 506 милиони чином денари. Но сега со втората транша ќе ги имате 500 милиони за враќање на еврообврзница. Да, јас во моментот го имам тој буџет, така, тој ребаланс, ја не можам да измрдам од тој ребаланс. Јасно така да, мислам и тука сите треба да го гледаме салдото на сметка, не може да ги гледаме само планираните приходи и расходи, туку и салдото кој што треба да го пренесеме за следната година. Уште една тема од јавен интерес е работењето на електрани на Северна Македонија, фирмата одговорна за производство на струја и сите граѓани ги засега, нели, пред се цената на струјата, онаа за домакинствата пред се. Вие во неколку наврати резолутно велите трансфери од буџетот кон електрани веќе нема да има. Сега, од друга страна, слушаме изјави и од премиерот и од министерката за енергетика, како велат ние водиме сметка за буџетот на граѓаните, за животниот стандард и ќе направиме се за да нема шокови поврзани со цената на струјата. Следува допрва, нели, одлука на регулаторната комисија за цената на струјата од 1 јануари до крајот на јуни следната година. Можно ли е без трансфери кон електрани да продолжат да функционираат на соодветен начин? Секако дека е возможно и затоа ние го избравме тој менаџментот кој што очекуваме, нели, одговорно работење и морам Вие да ги пофалам. Вие сте биле финансиски директор таму и би требало и од внатре многу добро да ги знаете работите. Затоа изборувам секако дека е возможно кога велам дека нема трансфери, значи сум многу сигурна во тоа што го зборувам затоа што првен верувам на генералниот директор на АДСМ, кој што навистина е пред се одличен менаџер и одличен работник и е посветен многу. И видете, ЕСМ во изминатите години имаше проблеми заради лошото менаџирање и во исто време, нели, одредени работи за кои што сега надлежни институции работат, а тоа е, нели, во насока на одредени злоупотреби. Како резултат на тоа имаше и енергетски кризи, имаше и енергетска криза по војната во
во Украина, цената на енергенсите скокна прилично. Да, и Сите баш во, знаат. и во тие години имавме рекордно најниско производство на електрична енергија, за кое што сигурно ние како опозиција не бевме одговорни, туку беше власта, така? Ако произведеа повеќе, односно толку колку што генерално се произведувало и во претходните години, ќе имаше за домаќинствата, немаше да има таков ефект ниту врз буџетот, ниту врз компанијата. Не сум експерт во област, но еве да ве прашам. Според актуелните услови, ЕСМ ја продава струјата на универзалниот снабдувач по цена од 60 евра за мегават час. Така. Се тврди дека просечната производствена цена за мегават час, која ќе се земат предвид РЕК, Битола, хидроелектраните, нешто имаме ветерници, така фотоволтаици, е некаде околу 90 евра, 89 евра за мегават час. Сега, како таа разлика се надополнува, бидејќи реално ЕСМ, заради социјален мир, ја дава струјата на универзалниот снабдувач многу поевтино од колку што ги чини производството. Да ви кажам, и овој феномен и мене не ми е јасен. Во 2017, кога ја напуштив позицијата финансов директор во АД Елем и член на управен одбор, знам дека производната цена на струјата беше помеѓу 39 и 40 евра за мегават час. За денес да слушам дека е 90. Еве и мене, како економист, не ми јасно што се случувало. Повторно ќе кажам, надлежните институции се тие кои што треба да одговорат на овие прашања. Мислите дека е нереална таа цена? Не, најверојатно е реална, но за тоа се крие нешто друго. Некој друг треба да испита. Сега слушаме дека, да речеме, повторно е склучен договор за увоз на јаглен од Грција по цена која што не е многу различна, можеби е малку пониска од таа што досега сме ја плаќале. Ама не се работи за јагленот само. Добро. Видете, кога станува збор за јагленот има два моменти. Првиот момент е количината која што ја испорачуваат да биде таа, значи да не се плаќа на фиктивно, и второ, да испорачаат јаглена, не земја. Затоа што вие со одредено потрошено количество на јаглен треба да произведете одредено количество на струја. Ние треба да го видиме тој момент. Дали порано се трошело многу повеќе, па се набавувало, сега помалку. Но не е суштината само таму што правиме со ископите во РЕК Битола. Што правиме со тоа што задоцнува во отварањето на нов рудник. И ако се сеќавате, во дебатни емисии со мене еден министер од претходната влада дебатираше и велеше дека за година дена ќе отвори нов рудник. Помина од 2020-2021 колку години рудникот не е уште отворен. За да се отвори рудник потребни се 4 до 6 години. Електрани имаат и долгови, така? Да. Колку се долговите, знаете? Некаде околу 5 милиарди денари. 80 милиони евра, од прилика грубо. И сега на долгови од 80 милиони евра, вие велите нема трансфери од буџетот кон електрани, и плюс очекуваме електрани да продолжи да произведува. Не знам, да видиме на тендерот колку ќе понудат, но според тоа што го зборуваат и министерката и премиерот, би очекувал да биде блиску до 100 од потребите за домаќинствата и малите. Сигурно. Тоа е обврска на ЕСМ, јас очекувам дека ќе успеат тоа да го направат. Законскиот минимум е помал, но добро. Да, затоа што претходната влада ги менуваше параметрите, иначе во некое друго време беше обврска на ЕСМ. И вие тврдите дека под вакви околности електрани може да продолжи да функционира. Ама го забораваме моментот дека ЕСМ земаше кредит. ЕСМ позаеми средства веќе од банките во Македонија и како резултат на тоа, нормално дека ќе си ги исплати долговите, во исто време многу домаќински работат, така да не очекувам апсолутно никаков проблем. Добро. Ке доаѓаат ладни денови. Доаѓаат ладни денови, се согласувам, меѓутоа еве повторно кажувам дека се е до менаџментот. Исто како што велам дека се е до менаџирање и со парите во буџетот, па сега не сакав ни да оптеретувам, ни да ги оптеретувам гледачите во делот на дали парите ќе стојат на сметки или ќе ги оперираме во буџетот, па ќе позајмуваме помалку од банките кои ќе треба, ќе позајмиме повеќе, но во рамки на законското, бидејќи сепак нели тоа е работа и е доста сложена. Сега не сакам да ги оптеретуваме со нешто. Битно е дека треба да бидат спокојни, дека нема да има проблем апсолутно никако во делот со електричната енергија и нема да има апсолутно никакви трансфери кон ЕСМ, затоа што менаџментот е доволно способен, домаќински работи, знае што прави и во исто време, да не го заборавиме, премиерот.
Премиерот на дневна основа ги контролира овие работи, јас на него му верувам многу, а од каде го темелам тоа што работев со него и знам колку може и колку е способен да направи, така што апсолутно немам дилема. Во тексте по која цена ќе ја понуди ЕСМ на тендерот на универзалниот снабдувач? Да зачекаме да видиме. Јас имав некои разговори со премиерот, ќе видиме како иде. Она што го добив како информација од него е дека крајната цена нема да се промени. Па сега да видиме. Значи ќе остане За домаќинствата зборам. Не. Крајната цена за домаќинства. тоа што регулаторна ќе треба да определи на крај. Да. Добро. Околу предлог буџетот за 2025 година, иако ова за се за што разговараме до сега се секако важни елементи од тој буџетот, да. Така. Велите дека растот ќе го темелите на капитални расходи. Во предлог буџетот имате наведено дека капиталните расходи ќе бидат околу 820 милиони евра. Може ли да ни кажете кои се позначајните капитални расходи кои што влегуваат во оваа сума покрај овие за општините, бидејќи тие ги спомнавме веќе? Коридор 8 и 10. Колку пари од исто така предвидувате за Бехтел Јенка? Мислам дека се некаде околу 12 милиарди, не ме се сваќате. Не, мислам дека бе 200 милиони евра. Да. Аха. Да. Друго? Иако они бара и повеќе. Видете, тука има многу проекти кои што исто така се финансирани со кредити. Имаме многу заглавени проекти во тоа го објаснувате јавно. CFCD, јас што ја кажувам, значи единица во Министерството за финансии која што работи со европските фондови, каде што има многу заглавени проекти, каде што на некој начин и исто така имаме и други одобрени проекти за кои што речиси реализација апсолутно и да нема. Имаме 80 милиони евра за Министерство за земјоделие во делот на водостопанство, каде што реализацијата оди слабо. Има уште еден друг проект за откупни центри, каде што исто така средства обезбедени од Светска банка, каде што реализацијата досега одеше многу слабо, а договорот е подпишан пред 3 или 4 години. Реализација имаме некаде од 11%. Имаме за пречистителната стани, има проекти, има многу, за кои што најголем дел се во животна средина и во Министерството за транспорт, од каде што очекуваме поголема реализација. При тоа има и во Министерство за земјоделие, има во образование, например во образование имаше подпишани договори за реконструкција на студентските домови, каде што исто така реализацијата беше катастрофално ниска, само 4%. Ако треба да се одглавуваат проекти кои што се одглавени се најголем дел од нив. Добро, тоа е сакав да кажам, тоа е несигурен терен до крај. Во која смисла? Само дозволете да ја довршам тезата, ако може. Вие исто така сте многу сигурна во изјавите што ги давате, барем до сега, дека 820 милиони евра капитални расходи на вистина ќе бидат реализирани. Сега, да речеме, околу проектите за општините. Ако не сте сигурни колку ќе се реализираат, како тврдите дека 820 милиони евра ќе реализирате капитални расходи до крај? А зошто да не бидам сигурна? Годинава дојде на крај на годината и многу краток период е и под предпоставка дека ќе има дел од општиниве што ќе не може да направат реализација, затоа што многу малку време останува. Кога зборувам за малку време, повторно се поврзувам со проекти кои што се, како да кажам, малку посложени, например изградба на училиште и така натаму. Но следната година е изборна година. Кажете ми кој градоначелник, независно од која политичка партија, нема да биде заинтересиран за реализација на своите проекти. Секој. Имаме време, затоа што веќе како влада која што има свој буџет, прв пат свој буџет, ќе може да почне да ги подготвува документите, односно повикот да го објави многу порано во однос на оваа година, додека чекавме ребаланс и така натаму еден куп. Кога ќе биде повикот? Знаете новиот? Треба да се разговара со министерот за локална самоуправа. Но веќе бидејќи имаат искуство, очекувам многу побрзо да ги завршат работите и логично е дека следната година очекувам реализација на проектите. Плюс, да не заборавиме, проектот или договорот со Бехтел Јенка веќе почнува да се реализира со позабрзано темпо. Погледнете го директорот на ЈПДП Коце. Значи човекот не е застанат, работи ден и ноќ. Како да не верувам дека ќе имаме реализација на инвестиции? Мислам, сето тоа го темелам врз основа на оно што го следам и што го прават. Пред да проговориме за растот за следната година, со колкав раст на БДП ќе заврши оваа година, знаете? Ние имаме проектирано 2,1.
Можно и повеќе од тоа да биде. Па да се надеваме. Ние работиме. Проекцијата за растот за следната година е 3,7 од 100. Неодамна Народната банка излезе со проекција од 3,3. Светска банка, она што последно го има јавно комуницирано, е 2,5 од 100 раст за 2025 година. Навикнати сме на надолни корекции, ќе биде ли така и до година? Па јас верувам дека нема да биде така, легитимни се проекциите на другите институции. Ако земеме предвид нели тоа што се случуваше неколку години наназад. И секогаш се постава прашањето зошто нам би ни верувале. Ние треба да покажеме и докажеме врз основа на тоа да ги менуваат начините на проектирање. До овој момент, она што го гледале во изминатите 7 години, не ветувало ништо и легитимно е Светска банка да си ги прави проекциите така како што она смета. Од друга страна, наше па и докажеме на Светска банка дека сепак ние имаме различен пристап од предходните и дека ќе работиме и навистина работиме посветено и ќе ги оствариме тие стапки на раст. Колку владината криза, која што е резултат и на економската стагнација на Германија, може да влијае на македонската економија и влијае реално на растот на македонската економија? Може да влијае, не велам дека не може да влијае, иако генерално Германија за следна година има повисоки проекции од тие за годинава. Меѓутоа сметам дека барем еве и по средбиве кои што ги имавме во Брисел, не мислам дека толку е проблем растот и кризите што се случуваат во Германија. Тоа е најверојатно испровоцирано од сосем други работи што се ги имаат, да речеме внатрешно нели тие несогласувања, ајде да ги кажеме, дали ќе одат на избори или не ќе видиме. Како и да е, дека има влијание, меѓутоа не очекувам да биде голема. Сметам дека ние треба малку да поработиме повеќе на тоа структурата на извозот да ја промениме во насока на тоа нели да немаме производство на одредени производи за кои што веќе се менува интересот на некој начин и мислам дека тоа повеќе смета отколку она што се случува во Германија и треба да поработиме има ли во тоа. таков процес? Има. Плати во јавниот сектор. Чии плати во јавниот сектор во 2025 година ќе растат? Едно е образование, тоа знаеме, договорени сте и мислам дека имате предвидено околу 33 милиони евра, некаде 2 милиарди денари, плюс повеќе, затоа што дотации, тие се во дотациите, 2 милиарди, плюс и во основниот буџет на ставка плати што ја гледаме, бидејќи блок дотациите не ги гледаме на позиција плати, ги гледаме кај блок дотации. И во делот на платите има исто така за образование. Добро, во образование сигурно ќе растат и договоривте една динамика со синдикатот. Во здравство што ќе се случува? Кои плати ќе растат? Сега чекаме конечно, имаше различни предлози, ќе видиме на крај што ќе искочи како финален договор. Вие во едни изјави ваши велевте, мислам дека треба да пораснат платите на средномедицинскиот персонал, затоа што исто докторите... Исто е настават, со тоа што треба да се види генерално во делот на општите лекари, мислам дека тие се малку со пониски плати. За капитацијата? Не само и за капитацијата можеби треба да се види, но таму треба и други работи можеби да се променат, сепак не сум навлезена толку во таа проблематика. Кога зборувам за овие младиве лекари кои што завршуваат и веднаш се вработуваат по за тие министерот за здравство тврдеше дека ќе има обид дури 300 да се вработат и оваа година, 300 следната, бидејќи станува збор во процедура е тоа. Околу 600 специјализанти, овие за кои што ги споменувате, значи тие ќе ги вработите. Да, во процедура е тоа и тоа е резултат на она што го зборуваат дека имаме недостиг на лекари од одредени области. Значи не е тоа дека имаме на пример недостиг на лекари од секоја област, од некои области. Сега околу тие што се ангажирани со години во здравството, тоа се договори на дело. Наводно се околу 2500 такви луѓе. Јас имам помала бројка. Да, добро, може. Јас на министерот за здравство се реферирам, но независно ќе ги вработите тие. Треба да одлучат нели од фондот за здравство, тука ние немаме што многу да им се мешаме, но сега морам да потенцирам една работа кога станува збор за ова, нели сега ако кажам ќе ги вработиме, после ќе биде од каде средства и така натаму. Добро. Буџетот на фондот за здравство е поголем за 5,2 милиарди денари во однос на 2024. Меѓутоа забораваме еден многу важен момент таму,
а тоа е пред се злоупотребите кои што се правени во здравството, забелешките од страна на државниот ревизор кои што подразбираа дека не се знаело кој јаде, кој пие и кој плаќа, буквално народски кажано е така, во насока на тоа дека од моментот на требување на одредени лекови од аптеките оделе како трошок, тоа значи нема материјална евиденција, не се знае, можеби некој ги продавал, не ги ни трошил, значи не сакам да завлегувам подлабоко, обврска си е на Министерот за здравство и Фондот за здравство да ги констатираат овие состојби. Сакам да кажам, со подомакинско управување во овој дел, очекувам поголеми заштеди во трошењето, кои што средства повторно ќе им останат на Фондот за здравство и Министерството за здравство, кои што ќе можат да си ги искористат за нови вработувања, зголемување на плати и така натаму. И оно што исто така е многу важно да не заборавиме. Во Министерството за здравство и во Фондот за здравство имаат собствени сметки. Оно што постојано го зборувам и не знам зошто ние еден министер претходно не го подигнувал на едно повисоко ниво. Не може ние на собствени сметки да имаме 14 милиарди денари, кога зборам не е сега здравство само туку сите останати институции да чекаат од буџетот пари овие 14 милиарди денари да стојат по сметките и да не се користат. Тие не се собствени, не се нивни, на граѓаните се. Во таа насока обврска е и на институциите во рамки на Фондот за здравство и Министерството за здравство, кога зборам тука мислам болници, клиника и така натаму, да си ги прибираат и собствените приходи. Што значи прибирање на собствени приходи? Кога ќе отиде некој во болница за да се лечи, има одредена партиципација. И сега, наплаќате од едни не наплаќате. Имате странци, не наплаќате. Во ревизорскиот извештај на државниот ревизор, кој што го гледавме баш дента кога патував за Брисел, вторникот беше, значи точно пред една недела, бев шокирано толку од тоа колку има негрижа во делот на прибирање на приходите. Не може да има негрижа. Треба да ги собереме приходите, кои што се повторно многу мали, ние не зборуваме, знаеме колку е тој износ кој што го плаќаме како партиципација кога одиме на лекар, и од друга страна, тие пари кои што ги собират, повторно да ги враќаат преку најразлични услуги или лекови кои што ги дават. Во ставката плати имате плюс уште 3,5 милиарди денари или 57 милиони евра, рековте дел од тоа и за образование. Така? Да. Ке оди. Зашто се предвидени другите пари? Има од овие предвидено. што ќе останат? Па видете, имаме значи покачување на платите согласно колективните договори, односно усогласување, да кажеме, на платите, така да усогласувањата се предвидени. Што ќе се случува со минималната плата? Да видиме, сега разговараат на економско-социјалниот совет, ќе видиме. Ние имаме предвидено така како што е дефинирано во законот. А што ќе договорат, откако ќе договорат, тоа го води министерот за економија, нека заврши со разговорите и после тоа ќе видиме што ќе правиме ние. Ние сега во моментот законската обврска ја имаме предвидено и испланирано. Вие како политика тоа го поддржувате? Лично ве прашувам сега како Гордана Димитриевска Кочовска. Јас сум кажала дека секогаш треба да се водиме од економски параметри. А ова не е таков. Не знам кои ќе дојдат на влада, ќе кажат каква методологија предлагаат и што предлагаат. Можеби има нешто што јас не го гледам во моментов, сепак ќе ми простите, повеќе работам сега во финанси, што е сосем поразлично од онаа почеста комуникација што претходно ја имав со приватниот сектор. Да видиме што ќе каже во тие разговори приватниот сектор, што ќе одлучи министерот за економија, ќе го презентира на влада, па ќе видиме. Добро, пензиите линеарно ќе се зголемат во март за уште 2500 денари. Што ќе се случува во септември со пензиите? Го враќаме стариот закон. Со тоа што нели уште не сме одлучени, јас стоам на ставот дека треба повторно да биде линеарно. Колку и да излезе зголемувањето на вкупниот износ ќе се распредели по пензионер и линеарно покачување. Имате некаква груба математика колку би било линеарното во септември? Не. Но ќе биде под 2500 денари секако. Да, затоа што параметрите кои што се земаат во пресметката се многу ниски, така да. Ако се види структурата на буџетот, просто застрашувачки изгледаат тие 105 милиарди денари од 400 милиарди, повеќе од четвртинка за пензии
некаде околу 1,7 милиарди евра, се разбира дел од тие се приходи во фондот за пензиско, значаен дел, вие ги имате проектирано некаде мислам на 81 милиарда за 2025 година, но пак останува една значајна сума од околу 24 милиарди или 400 милиони евра, грубо вака кажано, пари кои што од буџетот треба да одат за да се исплаќаат пензии. Јас постојано тоа го велам. Сега ја плаќаме цената за транзицијата. Сега имаме пензионери со многу ниски пензии како резултат на периодот на транзиција кои што останаа без работа, кои што со години не можеа да најдат работа и така натаму. Ова е цената која што денес ја плаќаме. А зошто ја продолжувате праксата да не го обезбедувате законскиот минимум на буџетите за судството и за јавното обвинителство? И за следната година имате предвидено помали суми? Не се согласувам дека ја продолжуваме праксата. Напротив, сметам дека секогаш било усогласено со закон. Што е изворен приход на буџетот? Даноци, царини. Така? Да. Ама не придонеси, зашто придонесите ние во буџетот не ги гледаме. Придонесите се на пензискиот и на фондот за здравство и дел одат во агенцијата за вработување. И кога па ќе да ги направиме пресметат, пресметка, ќе видите дека се дупло повеќе од тоа кое што треба да го имаат. Значи, не може ние математиките да ги темелиме на тоа како ние сакаме. Изворни приходи на буџетот се даноци, царини. Не може да бидат изворни приходи, пари кои што во буџетот само ги примаме и ги распределуваме директно до институциите. Тие пари ние не ги гледаме. Не се наши, не се на буџетот на Фондот за здравство и на пензискиот и на Агенцијата за вработување. Како резултат на тоа, буџетите нивни не се мали, туку напротив. Околу есенската и новогодишната кошничка, премиерот смета дека есенската ги дала резултатите. Вие не криете дека имате друг став, уште од почетокот кога се воведе таа мерка. Сега се согласувате ли со тоа што мерката ќе продолжи? Очигледно ќе продолжи, се подготвува така наречена новогодишна кошничка. Тоа што мене ми беше кажано е дека ќе има мали изменувања во начинот нели на пресметка, методологија и така натаму, да видиме министерот за економија да го донесе предлогот на влада, па ќе видиме како Мислите дека есенската даде резултат? Видете, не стануваше збор за дали ќе даде или нема да даде резултати. Станува збор за тоа каков пристап имаме. Дали ги гледаме работите на краток, среден или долг рок. И ето тука беше разликата во размислувањето. И морам да ги разочарам делот од луѓето кои што најверојатно мислеа дека еве ова несогласување со премиерот прави одредени кавги, напротив. Убавината е во тоа. Не за вас, ова сега генерално го зборувам. Убавината со овој премиер е тоа што секој може гласно да го каже своето мислење. И секој своето мислење да го темели. Тоа ниво на демократска атмосфера го имаме. Јас сум многу среќна заради тоа и повторно ќе кажам, се е во зависност од тоа од каде тргнуваме, која ни е целта. Да речеме, например, јас сметав, ако веќе одиме подлабоко да ги разговараме работите, дека треба можеби одредени работи поголеми да се направат во делот на методологија за субвенционирање на земјоделци, поддршка на компании кои што произведуваат нели храна во смисла на поголема конкуренција. Да, ова ќе даде резултат на некаков среден и подолг рок. Се согласувам. Да. Сега. А обично се бараат инстант резултат. Па сега затоа велам, ама нели секој си има своја подобна основа од која што тргнува. Јас сметам дека треба веќе да ги гледаме малце работите повеќе и на среден и на долг рок, затоа што еднаш за секогаш мора да ги промениме работите. Еве сега вие ми велите минималната плата, нели, дали ќе расте или не. Предпоставка дека ќе порасне минималната плата, тоа е автоматски ќе влијае нели на порастот на цените. Ќе пораснат цените, повторно инфлација. Така имаме друг проблем, продуктивноста не ни расте во исто време. Понатаму имаме ситуација не зборувам само за инфлација, еве трошоците да пораснат, нека е и постабилна инфлацијата, но тоа веќе создава дополнителни проблеми. А вие не сте обезбедиле поголема конкуренција, не сте обезбедиле поголемо производство на домашен пазар. Тоа беше.
Некој сметаше дека треба паралелно двата процеси да се водат и тука е легитимно на секој од нас да А се што каже мислите што за, мисли. за предлогот на СДСМ за укинување на ДДВ-то? Они велат за околу 250 категории производи. И сега е многу интересно, нели, кога ќе се види хронологијата на тоа кој што кога предлагал. Вашата партија во опозиција не еднаш, неколку пати ја предлагала истата таа мерка. И сега велите не чини мерката. Не чини мерката. Знаете што, пак се враќаме на оној истиот момент или мое размислување во кој момент ги предлагате работите. Ако се сеќавате, предлагавме вакво нешто во периодот кога инфлацијата земаше голем замав. Тогаш ќе имаше ефект голем. Немаше да пораснат цените. Ние сега што имаме? Отидоа цените на повисоко ниво. Платите се доближија или расте и платите. Цените останаа на ова ниво, не се вратија назад. А ако тогаш се откаже од ДДВ-то, немаше да пораснат така цените. Ќе го државме другото ниво, пониското, и после тоа ќе зборувавме, ќе го задржавме пониското ниво на цени и друга ќе беше ситуацијата. Сега, еве да речеме, предлогот кој што тие го дават. Во услови на стабилна инфлација и ниска инфлација, нема некој ефект, освен тоа да газдиве за 2-3 денари не знам, направат промена на одредени цени и сега ќе ги задржат пак на истото ниво, но нема да го платат ДДВ-то во буџетот. При тоа, многу побитно е како сега зборуваат за храна, кога во исто и нели намалување на ДДВ на нула, кога зголемуваа, воведоа и 10% ДДВ и голем дел од производите ги ставија од 5 на 10% и тоа оние што се за човечка исхрана. Во исто време се сеќавате перки од ајко или не знам што, кој што се смета дека треба да се некаков луксузен производ, се продаваше како производ, како е за секојдневна употреба и мислам, ако тргнеме веќе во таква насока, треба да направиме длабенски анализи. При тоа морам да кажам дека Министерството за финансии направи анализа што би значело од 5% да се симнеме на нула и тоа е буквално беззначајно во моментот. Не е така како што зборуваат од СДСМ. Беззначајно е ама значајно за буџетските приходи, претпоставувам. Ниту за буџетските нема да нешто смени, но ниту за граѓаните. Некои 5 до 7 денари на дневно ќе имаат заштеда граѓаните. Ама вака? Со кошничките? Со кошничките е сосем друга намерата. По онај што јас го знам, и кој ќе дојде новогодишна кошничка, или не знам, великденска, е полесно ми е за великденска, пошто не знам што би било за божикната, за великденската. Знаеме, не знам, јагнешко месо сите купуваат, па цената во тој период е енормно висока. Ќе го регулира тој дел. Јајцата за Великден ги купуваме, па цените знаете како растат, па ќе значи нешто сосем друго. Многу е важно како ги комуницираме работите, која е крајната цел. И затоа треба многу внимателно кога навлегуваме и во тие анализи. Кошничките имаат друга цел. Добро, мораме да завршуваме. Сакам да ве прашам само околу проекциите за долгот. Колку ќе биде јавниот долг на крајот на година, на крајот на 2024, ама и во 2025? Така. Во моментот јавниот долг со 39 е 56,9%. Тоа е јавно познат податок. Нашите проекции се дека до крајот на годината ќе завршиме со 62,7%, додека пак следната година ќе ја завршиме со 62,1%. Фискалната консолидација дава ефекти. Тоа се гледа, значи во делот на внимателно трошење, подобро прибирање на приходите, како резултат на тоа, значи 2025 би требало да заврши со 62,1%. Благодарам за овој разговор. Ви благодарам уште еднаш на поканата. Почитувани, благодарам што бевте со нас до крајот. Гледајте Саботажата. Се гледаме повторно в четврток во 18:30 поради фудбалскиот надпревар во кој настапува нашата репрезентација. Пријатно. Просто е неверојатно од каков формат и колку сериозна била организацијата на самитот на БРИКС во Казан. Сиот свет беше импресиониран од огромните достигнувања на земјата домакин, од нивниот техничко-технолошки напредок. Не успеавме да одиме во живо затоа што немаше услови, бидејќи интернетот беше
премногу слаб, не можеше да се испрати лична порака за стриминг, да не правиме воопшто мовет, затоа што за нормален стрим треба и тоа како квалитетен сигнал. Меѓутоа, Освен оваа димензија, неодмрлив е фактот дека на БРИКС може да се сватат и многу други предности што ги нуди организацијата. Може да се научат важни лекции за животот, особено за полот и за родовата припадност. Се ќе биде со назначењето да бидеш човек, да се чувствуваш како човек и да бидеш нормален човек, а не да бидеш од Савајле машко од поручек женско. Предпладне или попладне не менува ништо. Пределбата е јасна и добро е што има модерни политички актери кои се грижат не само за идентитетот, но и за вравиците по кои се движеле античките херои. Сите очекуваат дека Македонија мора да биде членка на БРИКС, бидејќи Македонија природно припаѓа на БРИКС, бидејќи тоа е патот на Александар Македонски. Александар Македонски е македонец, ние сме македонци, Македонија мора да го фати овај пат, а ние сме гаранција дека тој пат Македонија ќе го изоди. Гаранторите сведочат дека ќе не спасат од лошите навики наметнати од западниот свет, кои според сите расположливи сознанија упорно не трујат. Може би некој досега не чул, но еве можност да разбере како. Fresh, oh my god. simple. Oh my god, really fresh? No any additional additives. calcium or any other thing. Because in or other this salt. European water, they put something, I don't know, some kind of antibiotics or some Maybe. conservatives inside to preserve more Yes. water. But this is not only not healthy, but dangerous for Yeah, our but organism. Конзервативци не се исто со конзерванси, исто како што руската вода, според македонските стандарди и традиција, не е баш за пиење. Ни таа медицинската, ни таа после која мора да се мерат малиганите. Но Русија не е позната само по тоа. Наскоро имате сите видеа аплодирани на нашиот YouTube канал, а кога ќе дојдеме до Facebook ќе бидат шерувани на Facebook, затоа што тука е забранет Facebook на руска територија, не може да се ширува. И на крајот, кој отрпнал дека може да се преживее без Facebook, веќе не ни треба да размислиме. Сега, ти објасни ми мене една работа. Со кој памет ние идеме во Европа? Тие што идат во Европа немаат памет. Кој има, кој нема акал е сепак премногу стручно прашање. А ние за жал, а во овој случај за среќа, сепак не располагаме со таква експертиза.